Нашиот народ е скромен и работлив народ. Се задоволува со достоинствен живот. Тоа го знаеме сите. Тоа можеме да го возможиме. Тоа Македонија го има и како ресурс и како потенцијал. Работни места квалитетни да отвараме. Работни места кои што ќе значат достоинствени примања. Конечната цел на враќањето на средната класа мора да биде просечната плата да биде над 29.000 денари по вработа, а не 150 евра или 200 евра. Вистинските пари мора да ги враќаме назад кон граѓаните. Не може да има иднина било која земја, така и нашата, со сиромашен народ. Народот е доведен на питачки стап. Сите механизми во целата економска програма се насочени кон враќање на парите назад. Едното е во вкупните инвестиции и контрибуции на државата, во приватниот сектор, конечно за отварање на нови работни места, ама квалитетни. Работни места каде што работникот ќе биде соодветно награден, од неговата работа да дојде профитот на газдата. Работникот мора да биде достоинствено награден за својата работа, да работи по закон 8 часа и да добие достоинствена плата. Пријавен, регулиран работен статус, како што доликува на совесен граѓанин на државата, која што му е мајка и татковина. Тоа е конечната цел. По сите основи, парите ќе ги враќаме како што се рамноправното доначување. Богатите ќе платат повеќе, посиромашните ќе платат помалку, за да може по полека да ја креваме сиромашната класа кон средна, но за тоа треба тие да платат што имат пристап повеќе до националното богатство и доход. Тоа е правично општество. ДДВ враќање мора да има. Плаќаме ДДВ на секоја сметка. Струја ќе платиме, има ДДВ. Вода, ДДВ. Облека ќе купиме, ДДВ. Леп ќе купиме, секаде има ДДВ. Предлогот е 15% од тоа ДДВ, да го враќаме назад кон граѓаните. Сите тие мерки имат за цел парите да се враќат назад. Оти народот ако има пари, што ќе прави со парите? Си плати давачките, ќе си врати кредитите, си плати даноците, вересиите, тоа е, парите се враќат назад кон државата. Ама уште душата остана кај народот. Од што харат извршители на секаде? Нема, ќе ги укинеме. Сите овие огромни такси на извршителите, ќе ги укинеме. Не може на 1000 денари, 11.000 од извршителите. Газдите мора да има опомена. Првата мерка е опомена, сугестија. После тоа, ако се повтори, казните мора да бидат во едначини. Не можете малото дукенче да оказните 3.500 евра казна и Веро или не знам кој од големите маркети 3.500 евра казна. Нема, или Тинекс. Се разбира, мора да има рамноправност во се. Мора да има воедначеност која што ќе донесе фер и праведно општество за сите. Сите овие мерки на пакети ги работиме буквално од 15-тиот ден по започнување на проектот Вистината за Македонија. Работевме со интелектуалци, со експерти од дома и од странство. И изградивме програма која што освоивме на Конгресот, во која што и веруваме и се радуваме. Е реално можна, која што ќе донесе среќа. Затоа, генерално тоа што можам да ви го ветам на сите, дека многу брзо после промените на секој социјалдемократ и опозиционер ќе му биде обелен образот и ќе може да каже: видовте ли би дека се може ако се сака? Видовте ли дека може честно и достоинствено да се живее во оваа наша земја? Тоа ветување можам на сите да ви го ветам. Некои викат: абе господине Заев или другар Заев, абе гледате до каде е задолжена државата. Од кај ќе најдете пари? Ќе ги вратат. 10,5 години сум градоначелник. Од 2006 сум подпредседател на СДС. Бев 1 година и пол ВД председател, 2,5 години сум председател. Ги знам сите финансиски и општествени текови. 400 милиони евра крадат годишно пари. 400 милиони евра. Не може да нема пари. Има пари, проблемот е што се крадат. Затоа се тие 5 милиарди и 200 милиони евра испумпани надвор од државата. Има пари во државата. Но рековме, десна рака ќе сечеме на кражбите. Мора да престане кражбата од политичарите и од врхушката на И при тоа, покрај овие резерви што ги има државата, рационалноста во трошење, 600
30 милиони евра некаде се потрошени во центарот на градот за споменици и музеи. Го кажувам тоа. 630 милиони евра се 123 фабрики. По 5 милиони евра една фабрика. Не по 1 милион. 5 милиони евра една фабрика, по 123 фабрики се помалку од 630 милиони евра. Сега, со 5 милиони евра фабрика се отварат 2 до 3.000 работни места. Квалитетни работни места. По 1000 да се отворат се 126.000 нови работни места. Не дека нема капацитет Македонија. Има Македонија капацитет. Но треба палката, тој што ја раководи, да биде честно насочена кон граѓаните. Граѓаните гласат на избори и дават чест да бидеш отчетен, да работиш и да сработиш за народот, да оставиш трага позади него, да има фајда секое семејство и секој граѓанин. Не БДП растело толку, не знам колку инвестиции, како бе тоа никој не осеќа во државата дека нешто е подобрено. Никој, само Груевски и фамилијата околу него се боли. Никој друг. Никој не видел фајда од тоа што сме трети во светот, не знам какви во дуинг бизнис или слично. Се лаги со опашки, тоа го знаеме сите ние, кои што го живееме нормалниот живот во Република Македонија. Од тука, ова што ќе се случува, има надеж и иднина. Изградивме концепт кој што ќе ја врати среќата кај граѓаните. Заборавија да се смеат луѓето од маки проблеми. Ќе ја врати насмевката, ќе ја врати солидарност, ќе ја врати правичноста во општеството. Само така може да има здрав развој на здрави семејства, спокојни луѓе, меѓусебно со почитување и со взаемно помагање. Тоа е општество кое што мораме да изградиме. А секако, плюс пари ќе најдеме од парите што ги вратиме. Украдените пари има да ги вратиме. Јас реков, центарци ќе дозволите и ние да поставиме еден спомен. На Триумфалната капија еден голем бројченик до Струмица да се гледа. Толку голем. Како агенцијата за запленет имот ќе продаде од запленетиот украден имот, така бројченикот ќе заврти 5 милиона, 5 се врати. 15 милиона, 15 милиона се врати. Тие пари мора да се вратат назад. И знаете што е најдобро? Парите ги оставаат трагите. Не може да ги скријат не во Белизе, не во Лугано, кај и да се во кои рајски острови, кај и да сакат, ќе ги најдеме пари. Не може да ги кријат. Парите барем оставаат траг. Тие пари имаме должност да ги вратиме назад. Тоа се пари на граѓаните. Граѓаните со овие макотрпни години живот плаќале еден куп давачки, даноци, извршителски такси и било какви ни не измислени давачки. Тие пари мораме да ги вратиме. Тоа е наша обврска која што мораме да ја завршиме. Затоа, другари мои, заедно, како што почнавме заедно, така заедно ќе ја завршиме работата. Татковината ни е во прашање и ќе издржиме и ќе победиме.